Добро вечер. Вечерва на Вин-Вин за последното издание во оваа година. Мој гостин, лидерот на социјалдемократите Зоран Заев. Добро вечер. Добро вечер. Ке се договориме ли да бидете внимателни вечерва, да не биде дека сте произвеле повеќе прилози за себе од точноста или неточноста за исказите, отколку што политички сте оценили или рекле во едно интервју? Да оставиме гледачите нека го ценат тоа. Дали советниците, оние кои што работат во вашиот тим, веќе конечно велат Заев, ајде ве молам да се концентрираме, изјавите да бидат јасни, концизни, да не биде после дека или сум изваден од контекст или сум погрешно интерпретиран. Голем дел од општеството, пред се од поддржувачите, членовите, многу често очекува да бидам дрзок, некој пати вулгарен, остар. Кројката на душата е таа, најверојатно. При тоа јас неуморно верувам дека позитивниот подстрек и како и треба на оваа наша Македонија во време во кое што обстојува. Велам, јас сум многу поразличен од ова што денеска е власт. Јас сум аспирант да добивам поддршка од граѓаните, предводејќи оваа голема партија, и секако неуморно верувам дека овој наш народ очекува од политичарите малку повеќе спокој, малку повеќе позитивна енергија. Најчесто оние што се членови на Социјалдемократскиот сојуз велат острината ја нема, мора да ја има. Да бидете поостар, подиректен, нападите да бидат концизни, јасни. На крајот можеби и тоа е така, но сепак мислам дека умереноста фали во нашата политика генерално. Сите опции се отворени, но не смеете да ги користите оние кои што се користат секундарно додека примарните не ги употребите. Што значи тоа? Верувам дека може да биде победена оваа власт на избори. Ако при тоа, како опозиција, најповикам, се направам максимални напори да го заштитам тоа што значи определба на гласачот до последниот момент. Значи, да не му се влијае, да не му се купува и душата, не само гласот. Буквално да не подлежи на притисоци и да има одговорност во оваа држава, доколку некој тоа се обиде да го направи. А тоа обстојува во годините наназад. Се борам во тој правец, тоа да го заштитам, верувајќи дека така заштитен гласачот, мојот сограѓанин, на крајот, ќе има право, јас ќе имам право на тоа чувство на верба кон граѓанинот, кон нашиот народ. Затоа неуморно верувам дека можам да го победам Никола Груевски на избори. 8 година е на власт. Паднаа режими околу нас, ќе падне и овој режим, но при тоа не да искористам средства кои што би биле искористени во некој си период кога ќе видите дека нема да успеете со она што е примарно, она што е политичка битка, демократски средства, она што системот ви ги става на располагање. За многумина оваа пресвртница, еве да ги наречам аналитичари, ова е точката по која оценуваат дека вие сте прилично наивен технократ, кој што заборава дека си игра зирајќи ја сцената и велејќи ни дека ние имаме подобра понуда од ВМРО ДПМН, е злосторство на СДСМ затоа што го банализира злото што го приреди ВМРО ДПМН, ако се точни оценките сите претходни, дека се работи за отворена диктатура, режим, фашисти и заклучно завчера вие имате изјава дека е извршен политички геноцид на 24 декември. Откако ќе ги изречете тие формулации, после тоа ништо не се држи во шините на процедурите. Претпоставам свесни сте за лутината на еден круг кој што вели дека вие го предавате. Вие предавате борбата на оваа линија и се втурнувате во класичен политички натпревар како ова да е Шведска. Ние имаме подобра програма од вас, луѓе. Не само што имаме подобра програма, ние сме поинакви од нив. И сакаме и тоа да го представиме пред граѓаните. И веруваме дека тоа е поприфатливо за граѓаните. Никој не сака вака да живее во општество во кое што го бираш оној кој што треба да ти биде сервис и слуга, да помага во секојдневието, да биде главно страшило во општеството. Верувајќи токму во тие каузи, поставуваме политичка прагма која што уште сега во опозиција сакаме да биде перцепција кај граѓаните. Јас морам да признаам дека неистомислениците со власта во голем процент
не во мнозински, во голем процент веруваат дека само со отпор на улица може да падне овој режим. И може би тоа така. Не велам не. Но при тоа легитимитетот да го тврдите тоа, не го имате доколку не се обидете претходно да ги искористите сите други средства. Јас велам, ова е режим кој што не значи дека може да падне само со револуција. Може да падне и на избори. Ама е режим. И имајте го тоа во предвид. Втората работа, спокојот кој што го немате, е последица на овој режим. Од друга страна, имате кротка опозиција, која што сака да врати слобода, демократија, дебата, транспарентност. И тоа не е доволно. Мора да имате понуда, која што секој ќе ја препознае како тоа ќе влијае и на неговиот семеен буџет, на еднината на неговите деца, и на неговата еднина, генерално. Слушајќи ги сите критики кон Никола Груевски во овие години, сметам дека за Македонија ќе мора да дојде времето кога ќе почне да се упристојува под сериозно висока цена. Ќе мора да ги плати пеналите за своето поведение од оваа десетолетка. Одеднаш Заев вели дека тоа не е ни така страшно, луѓе има пари, само малку поинаку да ги распоредиме парите. Ке сетите подобро и тоа веднаш и многу брзо. Зашто аналитичарите велат тој се обиде да го копира Никола Груевски, а тие пак приврзаниците на Никола Груевски велат дотаму е забеган без чувството за никакви идеи што почна да го копира Барак Обама. Знаете зошто да го копира Никола Груевски? Затоа што овдека непримерно е направен тој еден јас, овие се народни, обични луѓе, секој ден се гледаат со народот, а овие салонските елитисти и арогантни седосамовци сега се обидуваат да го прават тоа, ама баш некако не им личи, што не е ни малку релевантно за политичка идеја. Ова е дел од тоа какви сте по карактер, ама не е одлучувачко за тоа каква политичка понуда ни носите. Правевте математика кај себе дека за да го победиме Никола Груевски, мора да примениме дел од неговите тактики? Зоран Заев е власт 9-та година во Струмица. Тоа е мојата препознатлива нишка. Јас сум секој пат оној кој што е блиско до граѓаните. Секој пат оној кој што нашол време за граѓаните. За личен проблем, за личен проблем. Од каков и да е карактер. Ако мојата партија, давајќи ми ова шанса, сака да ме промени, не може тоа да го промени. 21 век, втора декада. 22 години самостојна Македонија. Прагмата кажува дека мораме да бидеме приземни, мора да бидеме непосредни со луѓето и едноставни со луѓето. При тоа, ние, и тоа не е најважното во целата оваа работа, да бидеме со народот доле, на тезгите, по дуќаните, по куките. Не е тоа најважното. Најважниот дел е како си ја извршуваме нашата обврска. Ние држиме Жежо Костен и Никола Груевски. Има честа да води мојата Македонија. И јас, кој што аспирирам за таа чест. И овде е најважно тоа, дали ја извршувам функцијата која што ми е доверена од граѓаните и дали они чувствуваат од извршувањето на мојата функција. Дури кога сум председател на најголемата опозициона партија, јас сум должен да бидем председател на најголемата опозициона партија, која што е должна секој пат да биде достоинствен коректив на власта, достоинствен охрабрувач на народот, но истовремено е должна да испрати и поинакви пораки од ова денеска кое што го имаме. Верувам дека повеќе од 75% од граѓаните не се согласуваат со амбиентот на живот во Република Македонија. Генерално. И меѓу другото, од 75%, 90% од нив знаат дека владата е виновна за таа работа. И сега, ние да покажеме нешто друго од поинакво светло? Не. Ние мораме да понудиме од секој аспект различни работи. И пред се нешто во кое што веруваме. Јас верувам дека може да седнат политичарите во државата и да решат крупни прашања за државата. Јас верувам дека може да бидеме понизни слуги, користејќи ја таа чест или задача од граѓаните, вршејќи ја улогата која што граѓанинот ти ја дава. И верувам дека тоа е една од формулите за успехот. Редистрибутивниот механизам кој што го спомнавте. Од 10 милиарди бруто домашен производ, 3 милиарди има буџет на државата. Ваква констелација економска. Јас сум економист. Го следам малку и другиот економски концепт на другите земји. И те како.
државата преку буџетот и за фаќањето на парите од граѓаните може да одигра одлична улога за да генерира уште поголем економски раст, уште поголемо зајакнување на развој и раст на економијата генерално во Македонија. Дали ова турнеја двомесечна на тимовите на СДСМ, која заврши минатата недела, е всушност признание дека парламентарниот дом дефинитивно не е местото во кое ќе го покажете својот политички став, да речем дури својата политичка боја. Проверував добар дел од решенијата. Некои од нив, кога се носеле законите во парламентот, биле амандмани на социјалдемократите, ама ниту сме имале време да ги видиме, ниту поради процедурата во тоа море на секакви дискусии, можете точно да го видите тој профил. Дали вие во еден момент решавате дека ќе го соберете сето тоа, ќе го испечатите во неколку флаери и ќе тргнете градејќи разлика кон ВМРО ДПМН и земајќи го сето тоа затоа што е бесмислено да ги потрошите своите аргументи во кои на крајот во комисијата велат 5 против 3 за, амандманот не се прифаќа. Многу ми е драго што ја препознавате таа нишка во целиот овој концепт. Зошто? Тоа е така. Долги години опозицијата се обидува да наметне нешто свое, нешто во кое што искрено верува, да ја укаже на власт. Предлагајќи мерки, ќе ве потсетам на еден Зоран Јовановски и Гордан Ѓоргиев, како трубаа, постојано. Може владата да го примени овој концепт. Дали беа социјалните продавници, дали беа потрошувачките кредити, дали беа други мерки. Во парламентот, буквално во форма на амандмани, е предложено сето тоа, скоро се, од тоа што денеска представува програма да ја вратиме средната класа. Овде не успеа. Во амбиентот, медиумски... Тоа е знак за абнормалноста, би требало таму да биде главната дискусија. Така е, и ова е веројатно признание на кој гранки е стигнат македонскиот парламент. Значи, арената на демократијата е парламентот во секоја држава и овде треба тоа да се случува. Но овде не се случува. Парламентот е испостава на извршната власт. Наместо да ја контролира извршната власт, таа е спроведувач, парламентот е спроведувач на политиките на извршната власт. И апсолутно тоа е јасно за секој граѓанин. И сега како опозиција немате простор на местото каде што треба да се одигра таа улога, да ја одиграте. Другиот амбиент, како ви е, медиумскиот простор за опозицијата е комплетно затворен. Комплетно. И што има ЗАЕВ и СДСМ опција? Да се симне и да го искористи она што му стои на располагање. Од ум до ум, од човек до човек, од врата на врата, од тезга на тезга, да оди и да го труби, да го презентира тоа во што верува. И затоа можам да кажам дека се повеќе тоа влијае на рейтингот. И ако немате парламент, го немате медиумот, преку кој, барем принципиелно, да ги испорачите вашите понуди, го имате само очи во очи со народот, како модел, да го искористите за да го презентирате она што значи политички концепт, политичка понуда на опозицијата. Таа е причина. Да ја вратиме средната класа е работниот наслов на оваа турнеја. Мене ми звучи како од кога почнува конкурсот за средна класа и колку време ќе трае, каде треба да се пријавиме на оваа листа за ЗАЕВ, па ќе имаме рамковен договор за правична застапеност, па ќе имаме некакви веројатно специјални закони за средната класа, но во основа мислам дека тоа е обидот да се поедностави стравот на македонската левица од распоредот на социјалната карта во која 1% визави сите останати, 4 до 5% визави сите останати имаат неверојатно расслојување во приходите. Па сега главно тие ќе ви велат, сте го позајмиле од некаде формулацијата да ја вратиме средната класа и побогот каде да ја вратиме, а ми се чини дека најточно социјалдемократски е да се обидеме навреме да превенираме, бидејќи ќе се доведеме во ситуација во која половина од буџетот ќе бидат социјални трансфери ако продолжи овој концепт на потполно расслојување. 2 до 3% во Република Македонија се екстремно богати луѓе. 4 до најмногу 5% е средна класа. Преку 92% се сиромашни граѓани. Тоа е процент кој што го нема на друго место во Европа. Го има во Јужна Африка, каде што владеат босови, мафии, и тоа е така. Зошто е тоа
во Република Македонија доведено заради тоа што главните криминали се во власта. Се богати врвот, близок до власта, директно, и принципиелно и законски и незаконски, комплетно, за сметка на мнозинството граѓани од сите етнички заедници, од секаде од Република Македонија. И целото ова се изострува како одминува времето. Во минатото, главните битки во Република Македонија политичарите ги воделе за правата на етникумите, тежнеле кон тој баланс. И го заборавиле најважниот баланс, а тоа е избалансирање на социјалните слоеви во општеството. Секоја земја тоа го прави преку буџетските механизми, преку мерките, решенијата, одлуките кои што стојат на секоја влада на располагање. Кај нас било подзаборавено, никој не го прави. Овие 8 години дополнително го искристализира ова поларизирање. Дополнително. И затоа велам нема друг концепт за излез од оваа состојба, освен редистрибутивните механизми кои што ќе тежнеат кон нормализација на овие работи. Се има добра иднина ако има баланс. За само понуда дека во даноците за оние под 1000 евра ќе одиме на 9%, сега е 10 персоналецот, а за оние што имаат примање над 1000 евра, 18% би требало да знаете дека газите на најопасниот терен, бидејќи е богатите. Ако ние сме лево ориентирана партија. Иако во минатото таа лево ориентирана партија била прв пријател на богатите. Била прв пријател на богатите, но таа лево ориентирана партија доби шанса да создава земја во систем кој требаше да помине од социјалистички во капиталистички. Какви одлуки да носи? Како да спроведе приватизација или трансформација на капиталот? Кој е тој успешен модел до крај во моментите кога треба да ги носите одлуките? Затоа тоа така провојувало. Наша целна група не се богатите. Наша целна група се работниците, земјоделците, пензионерите, граѓаните, генерално граѓанскиот сектор. При тоа, апсолутно ова мерка што значи истовремено и правично. Ако имате 3000 евра, за 1000 евра плаќате 9%, за остатокот од 2000 евра плаќате 18%. Видовме пред некој ден, директорот на управа за приходи вика има 85.000 евра месечна плата во државата. И тој 10% и текстилниот работник 10%. Не е фер и не е праведно општеството, тоа е наше кауза. Ние веруваме во праведно, во фер општество. И затоа велиме, ќе си платите за она што е плюс приход во вашиот семеен буџет. И тие ви велат, ќе направиме се да не платиме во вашата каса, затоа што тоа дупло од ова што нас не го определува Никола Груевски, а овие за кои вие сметате дека ќе ги правите мерките, работат кај мене. И мене треба да ми ги донесат на телефон фотографирани гласачките ливчиња, затоа што јас ја барам сигурноста како круг на најбогатите и привилегиите кои ми ги дава оваа влада. И затоа велиме ќе бидеме и учители и едукатори. Неќе ги направам релевантен фактор тие што работат кај газдата. Да имаат свој глас. Да веруваат дека гласањето е тајно. Не само гласањето, да има право да се заштити, да има синдикат позади себе, да има можност да се организира, да го заштити своето право, да тежне кон тој баланс. Јас се велам дека само оваа мерка е доволна за аларм на овој круг кој што инаку лобира и е главниот медијатор околу политиките на една влада, да направи се да не ја помирисате Илинденска број 2. Знаете колку е тешко да бидете опозиција и да испорачите таа платформа кон која што не е привлечна за богатите. И при тоа да државата... Јас се прашам дали сте доволно промислени, дали го разбирате ризикот во што... Апсолутно. Одмеривме, вагавме и на крајот обстоивме на единствено можниот концепт кој што за наша среќа ни приличи како лево ориентирана партија. И тука нема популизам. Популизам е ако кажете дека од буџет од 3 милиарди евра, 1,5 милиарда евра ќе делите по народ. Ама 63 милиони евра алиментација на политики кои што ги имплементирате во време, кога гледате имате 3 споменици заедно 63 милиони евра. Не можете да не ги алиментирате и да не бидат прифатливи и сватливи за граѓаните. Толку е тој редистрибутивен механизам. Имаме мерки кои што носат плюс пари во буџетот. Тоа за фаќање од побогатите, која што го велиме. Заедно ја чини државата имплементација на ваква платформа 63 милиони евра повеќе пари.
Вие сте тргнати сега по патот да договарате изборни правила, оти било возможно после сите финти што ги видовме на изборите, така тивко ни седна работна група поради новиото изборно законодавство, ние да завршиме во прилично фер ситуација за која и опозицијата ќе рече ова се добри услови за надпревар. Аналитичарите ве велат, толку наивно повторно се движите кон нова кланица. Не сте ни свесни што се ново веројатно имаат смислено и обезбедено нов контингент на гласачи. А да дигнеме раце, да кренеме раце и се предадиме? Не, мора да се бориме до крај. Со она кое што го имаме на располагање, вклучувајќи го и нашиот памет, градење стратегии. Има ли назнаки дека затоа што од првите интерпретации на представникот на ВМРО Тодоров, се што ќе предложите безмалку е на границата дека сакате како и на 24-ти да ја ставите државата во мат позиција и 6 месеци само да се бавиме со избори како што велат тие и да застанат сите нужни владини активности. Денеска го прашате Тодоров, ќе ви каже дека не било баш така. Зошто? Спремни сме за дебата и за одреден компромис внатре. При тоа верувајќи дека не мора 100% да успееме во нашите намери. Успехи 60% и 70% во намерите. Мора да имаме разбирање да како ќе алиментираме одредени работи ако се да само до 2006 ги правел. Имам разбирање, чекор по чекор, да ја подобруваме ова наша земја, подобрувајќи го она што е најсвето правото на глас. Ви благодарам за тој напор, но тогаш овој ќе остане шампион на изборите, а вие ќе го имате честното второ место, затоа што многу е важно да се борите за правилата. Апсолутно. Јас, еве вака ќе го кажем ова. Постојано на ѓон нема да добиеме. Ако искористиме мудрост, може да пенетрираме и да добиеме. На ѓон не. 2 пати Груевски донесе изборен закон во собранието сам, без опозиција. Тоа не го вика уставот така. Законски ја донесе, но не етички и морално. И ние мислиме дека може да успееме заедно да ја донесеме. А при тоа да го заштитам граѓанинот во неговата определба за кој да гласа. До самиот момент на испорачување на неговиот глас пред гласачката. Да, ова борба за изборни правила велите е услов за сите, а после тоа определите се ВМРО, СДСМ или веќе што сакате, тоа е граѓанска. Тоа е право на граѓаните. Мора нешто да ве храбри. Неверојатно е да сте како се вели толку многу почестен од оваа позиција, па сега се обидувате полека да го превоспитувате. ВМРО ДПМН одлично знаат тие како се средуваат правила, но сега се на врвот на таа клацкалка играат така како што играат. Што ве охрабрува? Дека 2011-та надвор од сите правила со плюс овие исчистени 119.000 од избирачкиот список, вие правите разлика 70.000 и дека 2 години подоцна или за избори 2014 мора да сте многу поблиску, па еве нема потреба до тој степен да не верувате кон ВМРО ДПМН или да влезете во вакво, би рекла, полупријателско договарање, каде да се најдеме во тој компромис? Јас прво немам право да бидам наивен. Од моите одлуки, одлуките на мојата партија зависи прилично на огромен процент иднината на граѓаните. Зошто врската да има достоинствена алтернатива? Прито наивноста овде не е дозволива. И ви тврдам, од многу причини верувам дека оваа влада може да се порази на избори. Една од причините е пред скоро 3 години, пред скоро 2 години, 2011 година, 70.000 беше разликата. Тогаш не беше помалку дрска власта и злоупотребуваше сите државни институции и тогаш се водеше битката на СДСМ против државата, не против ВМРО ДПМН. И тоа беше така. И тогаш немавме изборен законник донесен заедно. Еден исчекор повеќе заштитени граѓаните. 70.000 се топат. Ако при тоа имам понуда, ќе стопам уште еден дел од таа понуда. Докажувајќи дека и 24 декември може да има извештај, кај што стои потписот на ВМРО ДПМН. Успех може секаде да се успее. Ќе кажам само, она што го знам од представниците на СДСМ во преговорите за избирачкиот закон. Дали се сосема сигурно, дали знаете што се имало 2011 година? Дали сме помалку наивни да мислиме дека
Пустец прв пат бил пробан зашто им била многу важна победата во центар. Јас мислам дека Пустец е мамка за опозицијата. На крупно се завршија другите работи за да очите на јавност, замајувајќи ја со Пустец. 1000, 1500, 2000 гласа не носат влада, не носат ни општина. Крупна е игранката. Јас сум активист на СДСМ, станат председател. Пораснав во оваа партија, со желба верувајќи во социјалдемократите. Сум бил 5 пати на гласачко место. Ги знам сите детали внатре на механизмите и моментумите. Ако јас во преговорите постигнам дека директорот на Центарот за социјални грижи ќе лежи затвор 5 години, од која ќе осамне понеделникот, тоа е денот после изборите, ако се само обиде да на примачот на социјалната помош под превезот на уцената му го промени ставот, кој што е негов личен став како да гласи на избори, тоа да го успеам. Дека субвенциите 50, 70, 80 милиони евра се недозволиви да се пуштат на 2 дена пред гласање. Ако го успеам тоа, ако го прочистам избирачкиот список, и тоа е за државата ми, заради Заев, да се знае кои се странци, кои се луѓето што се тука, странци, наши македонци што живеат во странство. Имам чиста слика. Да знам како председател на опозицијата, тоа што ќе го видам како изборен закон, избирачки список, минимум гарантира фер шанса. Јас ќе излезам прв и ќе кажам во вакви услови ќе ја победам и поразам оваа власт. И немам дилема во таа работа. 70.000 гласа се гласови на парламентарни избори. Не смееме да правиме споредба со локалните избори. Дури и да победи Андреј Жириновски во Центар, понеделникот после таа победа, Груевски е пак у влада. И ги заштитува сите негови, кои што ги исклучуваа струите на лифтовите во зградите, кои што го правеа целиот поган притисок врз граѓаните во главниот град во Центар. Сите тие остануваат под закрила на извршната власт. А кога се парламентарни избори, може друг понеделник да осамне. И тогаш секој ќе си носи своја одговорност. Кога ќе го моментумот на гласање, на самиот ден на гласање, знам дека нема манипулација, дали е со видливото мастило, дали е со недозволување на засликање на гласачкото ливче. Барам нешто што го има во целиот свет. Гаранција дека секој граѓанин од социјално најзагрозениот до финансиски најуспокоениот ќе донесе одлука таму зад параванот онака како што тој мисли, а не како што ќе му биде кажано, заповедано или оценето. При вакви услови оваа влада ќе падне. Овде правиме пауза за реклами. Биди дел од наградната игра, купувај, празнувај, добивај со Маестро и Мастеркард на Комерцијална банка. Со трансакција од најмалку 600 денари како промет во трговија до 31.1.2014, доби една шанса за учество. А со промет направен со Мастеркард Скопје Сити Мол кредитната картичка, доби двојна шанса. Освој главна награда од 300.000 денари или незаборавно патување од 150.000 денари. 3 ваучери од Нептун од 50.000 денари, 7 мини ајпади и подарок картички за Скопје Сити Мол. Купувај, празнувај, добивај. Денес, дами и господа, ќе зборуваме за сериозните врски. Маја е овде со нас и таа вели дека не признава сериозна врска под 2 години, плюс многу сака да добива подароци. Колку од вас добиваат подароци од партнерот? Кренете рака, така? Маја? Едноставно, сериозната врска ми дава чувство на сигурност. Можам да одберам точно тоа што го сакам. А ова овде е последниот подарок што го добив. Одлично! Со новиот постпейд пакет Select Promo Plus добиваш неограничени разговори кон сите мрежи и 3000 мегабајти 3G интернет со месечна претплата од само 499 денари. Плюс со понудата добиваш одличен Android смартфон Alcatel T-Pop за 0 денари. One, секаде заедно. Го гледате ово? Гледате што се случува? Сите си отидоа, а мене ме оставија вклучен. Добро, што треба јас сега овде да играм, да пеам по цел ден за џабе? Сега, драги гледачи, временската прогноза. А после јас сум им крив кога ќе им дојде сметката за струја, а? Место едноставно да ми исклучат. Упс, идат. Користете електричната енергија разумно.
Не оставајте го вклучен телевизорот кога не сте во просторијата и заштедете електрична енергија. Ева на Македонија, секогаш тука за вас. Денес, дами и господа, ќе зборуваме за сериозните врски. Маја е овде со нас и таа вели дека не признава сериозна врска под 2 години, плюс многу сака да добива подароци. Колку од вас добиваат подароци од партнерот? Кренете рака, така? Маја? Едноставно, сериозната врска ми дава чувство на сигурност. Можам да одберам точно тоа што го сакам. А ова овде е последниот подарок што го добив. Одлично! Со новиот постпейд пакет Select Promo Plus добиваш неограничени разговори кон сите мрежи и 3000 мегабајти 3G интернет со месечна претплата од само 499 денари. Плюс со понудата добиваш одличен Android смартфон Alcatel T-Pop за 0 денари. One, секаде заедно. Биди дел од наградната игра, купувај, празнувај, добивај со Маестро и Мастеркард на Комерцијална банка. Со трансакција од најмалку 600 денари како промет во трговија до 31.1.2014, доби една шанса за учество. А со промет направен со Мастеркард Скопје Сити Мол кредитната картичка, доби двојна шанса. Освој главна награда од 300.000 денари или незаборавно патување од 150.000 денари. Треба учери од Нептун од 50.000 денари, 7 мини ајпади и подарок картички за Скопје Сити Мол. Купувај, празнувај, добивај. Господине Заев, Али Ахмети ја отвори темата за она што е сигурно во марта, тоа се претседателските избори. Мој впечаток е дека се обидува да се факторизира себе си во приказна која на ниеден начин не може да биде примарно прашање на албанскиот политички фактор. ВМРО ДПМН е молчи. Нешто пред 2 дена слушнав од Чекеринска дека за вас консензусот би бил прифатливо решение. Дали летате на мина во сосема погрешен правец да договарате евентуално со Али Ахмети, иако вас ве нуди како втори на избор, прво би разговарал со ВМРО ДПМН, да договарате за заеднички кандидат со Али Ахмети во една потполно нејасна сцена. Ако тоа не го поддржува Миндух Тачи, тој ќе излезе со свој кандидат, тоа го обесмислува чекорот на Ахмети, а вас ви става јамка околу вратот, односно кандидатот на ВМРО ДПМН во тој момент го прави фаворит пред македонските граѓани. Велам активист сум на СДСМ и порасна во оваа партија. 2009 година Али Ахмети го избра Ѓорѓе Иванов. Сите знаеме дека немаше никакво влијание. Ниту можеше, ниту им нареди, ниту имаше влијание, некој посебно Ѓорѓе Иванов да стане претседател на државата. Коалиции, консензуси треба да се направат околу личност. Ако тој, како претседател на партија, неговата политичка партија, или било кој, Мендух Тачи, Руфи Османи, Имер Салмани, било кој, мисли дека кандидатот на опозицијата е за него прифатливо решение, не за него. За неговиот електорат е прифатливо решение. Нека гради консензус, ама околу кандидатот. Не со Заев консензус. Јас сум среќен што мојата партија е веќе подготвена да ги надмине сите своји предрасуди и да застане и поддржи кандидат во кој што веруваме дека ќе биде добар претседател на државата и прифатлив за граѓаните без разлика на нивната етничка, верска или партиска определба. Што значи тоа? Надпартиско решение. Решение дали доаѓа од партијата, надвор од партијата. Решение во кое што пред се и над се веруваме во тој дел. Сакате да ми кажете дека Али Ахмети во оваа ситуација не може да биде специјален толкувач на албанскиот вкус кога се во прашање граѓаните и дека тоа подеднакво и припаѓа на вашата столица или на вашата коалиција кога размислува дека нудат кандидат. Македонија е една изборна единица во таква ситуација и дека имаат должност да го познаваат македонскиот граѓанин без оглед од какво етничко потекло е, размислувајќи за човекот кој што всушност подоцна треба да биде претседател на сите граѓани. Баш така. И дека затоа не може да се прави пазар
со политички лидер. Особено пак овој кој што повика да се гласа за Ѓорги Иванов и доби 1,5% одзив од албанското гласачко тело, што не го препорачува за супервизор, што е добар кандидат. Тоа сакав да го кажам во првиот дел и тоа беше така 2009 година. И при тоа граѓаните и албанци на Али Ахмети, а најверојатно и на нас во многу прилики ни рекле недвосмислено, преку ваквите пораки, дајте ни добар кандидат, ние ќе застанеме на вашиот став. И ќе ве слушаме ептен добро. Ама при тоа, ако вие внимавате, ние што сакаме. Така да, не само Али Ахмети што нема влијание, ми јас нема влијание врз опозиционерите. Ако им дадам човек, во кој што никој не верува, кој ќе ме послуша мене? Од таа причина, ако СДСМ, како претендент да победи на председателски избори, носи мудри максимално одлуки, максимално мудри одлуки, за да избере кандидат кој што во неговата биографија, во неговата историја, во она што го перцепира општеството, оставил неприкосновена поента, да ја кажам, дека и албанците ќе го чувствуваат за свој председател. Не Али Ахмети, кој сака нека овие ќе го гласат. Верувам во таа работа. Зошто? Може би овие 5 години на Ѓорги Иванов ги умртвија председателските ингеренции. Так, опозиционер сум, ќе дозволите со право да го кажам. Немате пак ВМРО ДПМН да ви напише соопштение дека е непристојно така да коментирате човек што бил избран на непосредни избори, со тоа ги навредувате гласачите и гледам од телевизија се велам па добро дали овие се сеќаваат дека јавно на говорница преседанот да се извиниш дека председателот кој што е избран од твојата листа е културолошка навреда се случило од ВМРО ДПМН. Така е, ВМРО ДПМН се огради комплетно од Борис Трајковски. Истата таа партија во која што... Ами се извини за навреда. Да. Што ја сториле со чинот на избор на вашиот струмиченец. Како и да кажат, на било кој медиум за ставовите на Заев, треба да знаат дека тоа е и мојот председател на државата. И имам право, и не само право, повикан сум, како председател на опозицијата, да ги кажам отворено работите, за да не ни се повторат. Не може да бидете нем послушник на извршната власт. Каква разврска очекувате на пролет? Една од варијантите е дека, и баш би сакала да го видам Али Ахмети како ќе го спроведува својот план, дека е возможно Никола Груевски да се кандидира за председателската функција, што по автоматизам значи дека ќе распише предвремени парламентарни избори, како српски Тадич би сакал да ги предводи двата и да ја донесе и ВМРО ДПМН и себе си во председателската фотелја, а Али веројатно би морал да размислува како ќе поддржи консензуално кандидат на сите анкети кои што велат дека Никола Груевски е најнесаканата личност за албанците. Ви изгледа ли веројатно таква разрешница и дали таквите калкулации во ВМРО ДПМН ги определуваат вашите ставови што правите со председателскиот кандидат и дали приде на тоа одат и парламентарни избори? По тие причини велат оваа политичка платформа, која што не ви е нели изборна платформа, вие ја промовирате како изборна програма. Зошто? Се подготвувате и за парламентарни избори, и Груевски ги сака. Прво, СДСМ мора да биде подготвен. Посебно за работи кои што не зависат од нас. Од парламентарното мнозинство зависи дали ќе има предвремени парламентарни избори или не. Јас тврдам дека предвремени парламентарни избори, како што не и донесоа ништо добро на Македонија до сега, нема да и донесат и сега. Посебно, Македонија е исправена пред крупни одлуки и мора да се носат одлуки кои што имат своја рефлексија врз денешнината и иднината на овој народ. Политичарите ќе прават калкулации секакви, се до изборите. На крајот народот е тој што буквално ќе ни ги определи правците по кои што ќе се движиме и тоа е така. И дај Боже да е така, оти другчие не е во ред да биде. Ќе има секаков вид на комбинации и комбинаторики. Но јас знам дека ако се посветам на она во кое што искрено верувам, поучен од народот пред кој аплицирам, нема да сгрешам во политиките. Само во тој правец ќе успеам на крајот на денот да ја постигнам целта која што е задача на СДСМ, е тоа да го победи овој режим и да ја врати слободата и демократијата во општеството, вклучително и економските придобивки за граѓаните. Калкулациите ќе ги има секакви, зашто заради тоа што власта е научена да ги искористи сите инструменти кои што стојат на располагање и со нив да си создаде одредена предност.
Една од комбинациите која што ја разгледуваме во СДСМ и таа. Груевски да истрчи за председател на државата, 5 годишен мандат му нуди, примамливо е. Бранко така чекореше Црвенковски, па зошто не би можел и тој? Сите варијанти се отворени. Иако, таа е една од невозможните варијанти според нас. Ние мислиме дека она што е известно, се председателски избори. Добро, Бранко кај нив не е Груевски. Добро. Туку е Мијалков, претпоставувам. Така е, некои други влечи конците и на крајот секако повторно. Немате сега во влечење конци во позадина, зашто ќе излезе дека се уште и кај вас Бранко Црвенковски ги влече конците. Не можам да не ја ни отворам таа расправа, до завчера бевте чувар на столчето на Бранко, првиот бранковист, а денеска гледам на насловните страни текстови дека Заев ќе се пресмета со сите бранковисти во своите. Тоа сакам, што е вистината? Заев контра Бранко или Заев е послушникот на Бранко? И на крајот ќе видите кампањите до некне беше Бранко е крив за се, сега Заев крив за се. Значи имате Кога ќе погледнете медиуми ќе видите дека единствен градоначелник во Македонија кој што се тепа од сите страни, Стефче, знаете како беше и Карпош. Сега нема ништо. Од 85 општини. И Дамјановски некога. Добро се работува со како беше некоја колумна, дека Груевски беше Гадафи, ама сега гледам дека тоа покажува каква е власта и за мене покажува дека се плаши. Таа власт со сите чекори кои што ги превзима спроти Заев и слично. Една е работата. 2/3 легитимитет има во СДСМ да носам одлуки со врска секако да бидат максимално исправни. Заев го знае изборниот резултат без оглед на што ќе го истрча Никола Груевски. Глупаво е воопшто да го прашуваш ќе превзема ли одговорност за доживеан изборен пораз, затоа што уште не сме во избори, па претпоставам прво оди редот што очекувате победа, па дури подоцна да прашуваме за пораз. Но одредени потези кои што ги правите во СДСМ ги толкуваат како навремено создавање одбранбен механизам за да не паднете внатре, ако е веќе известно дека изборите ќе ги изгубите од Никола Груевски. Тоа на дополнување на квотите во партиите, тоа е ексклузивното право на избор на председатели на општинските организации, тоа е малиот отворен конфликт кон оние што уште мирисале на Бранко или како велат некои од текстовите, не се пронаоѓаат себе си во екипата на Заев и ќе извесат веројатно на пратеничките листи. Сето тоа претпоставувам го слушате. Претходно во некои други времиња во СДСМ разговорот бил знае ли папата за ова, слушнал ли шефот за ова. Денеска кога нив ги прашувам, велат може би е таков планот на Зоки, ама тој почеток во одговорот дека ви се обраќаат со Зоки сепак ми говори за една малку поинаква клима, дека дури некој во партијата може да дојде и лично тоа да ви го каже во лице. Што претходно било незамислива ситуација. Така е. Значи јас не аплицирав на конгресот на СДСМ да станам Бранко Црвенковски. Аплицирав да станам председател на СДСМ. И ќе ви речат и да сте сакали, да сте аплицирале, тоа не можете да станете. Ниту па тој може да стане Заев. Така. Прво сум целосно растеретен од тоа дали некој има намера да ме чека на пенал после пораз на СДСМ да ме менуваат председател на партијата. Целосно. Една од предностите која што има СДСМ со Заев е дека има растеретен политичар кој што доаѓа од деловниот сектор со мандат од 4 години да се докажува уште како градоначелник и при тоа мандат дома во комерција на економски план да покаже пред сите колку го бива. И целосно сум растеретен од оваа работа. Ако јас не бидам политичар, не се враќам во катастар на 15.000 денари плата или наставник во училиште, не. Целосно сум растеретен од оваа работа. Впрочем, сум убеден дека моментумот која добив честа да водам партијата е прилично благоден за мене и привлечен. Зошто? 8 години имам противник кој што владее во мојата земја. Тоа треба да го искористам. И сум убеден дека ќе победам. И тогаш мојата одговорност пред граѓаните ќе биде: видовте ли дека оваа влада може да биде поразена и низините политики? Верувам во оваа работа. При тоа знам дека морам да направам се што мојот памет носи, се што имам на располагање како ресурс, за да успеам во тоа. Се. И тоа сакам да го докажам на граѓаните, дека може на фер и регуларни избори да биде поразена. Кога вие ќе речете се,
Медиумската камарила на противникот во тоа се препознава најчесто апсолутно недозволени средства. Па денеска имате репортажи како го основал тој фамозен младински совет и како човек кој вели дека имал 2400 денари на сметката кога дошол за градоначелник, денеска има доволно на сметката да префрла пари на некаква невладина организација струнчка, па може да ви позавидат овие што се секоја вечер на сител, така наречените соросоиди, немаат толку пари колку што заев финансира некаква младинска организација. И сега ти објаснуваат дека тоа е кругот, а претпоставувам дека за таквите кругови знаат оние кои ги вртат тие кругови. Или тоа е начинот како се испомпуваат парите од општинскиот буџет, вртат круг и стигнуваат до оние неранимајковците горе на Бикачка кои што треба да земат плата, да пратат струја, да се плати хипотеката во банка и слични. Вие по климањето велите будалаштини. Да не се ја трошиме емисијата. Власт се. Власт со сите инструменти кои што системот им ги нуди. Органи на прогон, комплетно, истражни органи, се е под нив. МВР, инспекции, секој вид. Ги имат на располагање. И ќе преземат конкретно действие, ако има било што, наместо да трубат по медиуми, по пресконференции или слично. Како се трудите да објасните колку сте скромен, влегувате во замката дека за да предводите изборно мото да вратиме средната класа, вие всушност самиот по своите примања треба да бидете тука нешто околу 1000 евра, па оттаму ова канонада заев лаже или воопшто нема представа или не сека да каже колку е богат. Иако вашиот анкетен лист превршува истрагата, предпоставувам дека ќе потврди дека тие околу половина милион евра што сте ги запишале за семено богатство се точни. Правам споредба дека случајно да сте сгрешеле како Мијалков 2 нули или дали се евра или се денари, тоа ќе беше првокласен скандал. Ама вие упорно седнувате и одговарате во името на фирмите на сите братучеди, бидејќи сите се презивате заеви. Овој другиот има предност што едните се презиваат Мијалкови, другите се Груевци, па не мора на тој начин да знае и да одговара за своите братучеди и фирмите. Немојте да ме споредувате со Груевски неговите братучеди. Се што имаме ние овде во Македонија. Се. Тие се поуспешни од вас? Не знам колку има контото комплетно. Знам дека е преку 1.000.000 евра. И тоа е апсолутно веќе јавно во ова наша земја. Се избивнувам на Мијалковци тога што ги споредувам со заеви. Предпоставувам по логиката кој има повеќе нули, тоа е повеќе за респект. Овој со братучедите и овој со братучедите. Се што имаме ние овде. Тоа не е кеш пари. Тоа е фабрики со опрема кои што дават плата, плаќаат даноци. Овде. Каква е таа фама дека вие сте меѓу најбогатите луѓе? Проверувам по овие важните книги, 200 најдобри компании, нема ни една од овие на заеви. Значи 200 најдобри компании ги вади Министерството за финансии и по 2 аршини. Едниот е согласно вкупниот промет, другиот е согласно вкупно платени даноци. Нас не нема во 200 фирми. Заради тоа што не сме меѓу 200 најбогати во државата. Фирмите имат 820 вработени и буквално се трудат, мачат во ова општество, оти се заеви па да обезбедат редовно плата секој месец и редовно се и платат даноците, за да не буквално дојде инспекција и ги затвори. И тоа е така. Но во целиот овој период, што е важно? Јас сум политичар кој што отворено зборува за се. И мислам дека тоа е исправно во општеството. Кога ви постават прашање колку тежите, може да кажеш, има бе анкетен лист, прочитајте го таму, тоа кажува се. Но при тоа, јас сум должен да кажам буквално колку имам. Тоа е честен пристап пред граѓаните. Затоа викат некој наивен пристап. Но од тоа не се умира и тоа е добро. Па јас може не го оценувам за наивно, навистина ви велам дека во некои работи мора да бидете прецизен и точен. Не може околу 60-70 илјади евра. Значи, знам колку сум богат. Не сум преотретен во таа работа. Кој како ми ја цени колата моја, на сопругата, во вредноста е дилемата. Затоа ги кажуваш округло цифрите. На крајот видов дека има 6 милиони денари таму.
тоа што се води на мене и на мојата сопруга. Но тука е куќата на татко ми кој што е 18 милиони, 300.000 евра. Голема куќа, заедно живееме во заедничка семејна заедница. И овде вика заеднички имот. Јас сум должен да го пријавам имотот на татко ми. Акциите кои што ги има во Зови Промет се негови, ги пријавувам како негови акции. И тоа што ги има он како негов имот. И таму стои заеднички имот. Тоа што е мој имот, е мој имот. И транспарентноста мора да има. За нас најверојатно стана тоа нормално, никој да не кажува, ниту за државните пари, па камоли за своите кај одат. Значи, при тоа државата никој пат не најде за сходно да биде отчетна за огромните милиарди евра потрошени и 8 години по 3 милиарди евра, по 2,5 милиарди евра. Тоа се огромни милиарди евра. 30 милиони Груевски сега да пушти кон народот. Ке му ја врати на смевката. Огромни милиарди евра. И станува табу тема кога некој транспарентно зборува, или наивен, не? Ако зборува транспарентно за себе, за своето богатство, за општината која што ја води или слично. Се што сум направил, додавката сум направил во времето на ВМРО ДПМН. И сега јас будалесто заклучувам, па значи тоа време не било воопшто лошо, кога можело да се направи доволно пари за денеска да ве пребројуваат дали сте во групата на побогатите или не. Деловен човек сум и не знам колку граѓаните ќе ме разберат, деловните луѓе ќе ме разберат. Одлуките да земеме кредит од 2 милиони евра и да изградиме Гринфилд инвестиција конзервна фабрика за производство на конзервирани земјоделски производи е донесена токму тогаш. Во време кога Никола Груевски бил на власт. Кога се купувале 33% од Еленица Струмица, една од фирмите, Груевски бил министер за финансии. Не му ги дал Бранко Црвенковски поклон на семејството Заеви, на мојот прв братучет Чичко или дел од семејството, на поклон. Груевски бил на опозиционерот тогашен Заев, да не му ги дал поклон на акциите, и при тоа заради тоа велам дека јас си знам колку лагодно и моите членови на семејството. Но јас затоа ви велам, немој да период. биде овие искаси да завршат во спот со кој Никола Груевски ќе вели јас сум владата за која можете ви тврдам преку примерот на Заев дека се еднакви шансите за сите. Еве вака. Дали може и премиерот Груевски, но пред се граѓаните, за нив постојам, за нив се обраќам, да сватат како на Заев на прв братучет, на сопругата или на братучетката на сопруга, тоа се мој зет, мој снаа. Треба да си дадат објаснение дека мора да го трпат целото тоа, заради тоа што се братучеди на Заев. Дали знаат како е тоа тешко во ова денешно време? Кога ќе видите дека се огромни до милиони евра казните кои што треба да ви ги испорачат власта заради тоа што сте неистомисленик со нив. Ама ова ми стана со казните баналноти, денеска па сите ги имат. Дори ВМРО-вци ги имат од алчноста од власта за пари. Комплетно стана казните многу нормална работа. Гледате во буџетот од 44 на 59 милиони ги качуваат и стана многу нормална работа. Ненормално е тешко да бидете најповикан, да го охрабрите целиот македонски народ, а при тоа да имате бизниси во Македонија и да водите општина плюс во државата. Но тоа што човек не може да го убие, може да го направи само посилен. И од тој дел апсолутно само сум мотивиран плюс да зададам силен удар кога ќе имам прва шанса, нова власт со тоа што ќе ја поразам. Благодарам што бевте мој гост. Благодарам и на вас на честа што ни го кажавте. Со еден клик до сите информации. Следете не на Facebook и Twitter. 24 вести, информација сега.
Италијанскиот бренд Пер Дормире ви нуди високо квалитетни душеци со медицински сертификати. Нудиме и кревети со вонвременски и ултрамодерен дизајн. Единствен на пазарот. Сонувајте со стил. Пер Дормире. Свифтувајте во нов стил за 9.990 евра со бензински мотор или 11.690 евра со дизел. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature. Најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Патничко осигурување од АД осигурителна полиса. Брзо и ефикасно решение во случај на здравствени проблеми. АД осигурителна полиса. Работни униформи за сите дејности. Собствено производство на заштитна работна облека. Заштитна опрема, се на едно место. Унивгрант за секоја професија. Совршен до детај. Со возбудливи линии и модерен изглед. Веќе со првиот допир